Министрите во владата од редот на СДСМ Оливер Спасовски и Фросина Ташевска-Ременски денеска дадоа свечана изјава како дел од преодната влада. Потегот Спасовски и Ременски да дадат заклетва доаѓа по синокешната одлука на Централниот одбор на СДСМ нивните министри да учествуваат во владата до распуштањето на парламентот, односно 24 февруари, со ултиматум до тогаш да се коригира датумот за изборите. Социјалдемократскиот сојуз вчера донесе едногласна одлука да не се учествува на изборите на 24 април, соопшти од партијата. Република Македонија мора да оди напред и не смее веќе да биде заложник на политичката криза и агонијата која е создадена изминатиот период. Народот бара решение за секојдневните проблеми, а не партиите како приоритет да ги имаат личните интереси на нивните раководства. Фери демократски избори ќе има и тоа не е прашање кое СДСМ треба да го загрижува, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМН кое беше испратено до медиумите по синокешната одлука на Централниот одбор на СДСМ. Очекуваме СДСМ како партија која го води МВР и има одлучувачко влијание во Државната изборна комисија, единствените институции од кои директно зависат изборите, да го даде својот придонес во организирањето на фери демократски избори и да не го обструира процесот заради стравот од соочување со граѓаните. Впрочем, новата влада во која учествува има само една цел – организирање на избори, стои во соопштението од ВМРО-ДПМН. Лидерот на ДУИ Али Ахметин преку својот Facebook профил ја поздрави оваа одлука на опозицијскиот СДСМ да остане дел од процесот на решавање на политичката криза во земјата преку активно учество во собранието, владата и во работните групи за спроведување на договорот од Пржино. Одложена е седницата на Советот за јавни обвинители на која треба да се разгледува работата на специјалното јавно обвинителство и првиот човек Катица Јанева. Советот најави седница по случајот со несоставување записник при преземањето на материјалите од прислушуваните разговори кои ги достави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Седницата е презакажана за среда 27 јануари. Денешното одложување неофицијално настанало заради болест на председателот на Советот Петар Аневски. Македонија денеска делумно ги отвори границите со Грција на граничниот премин Идомени, а премин е дозволен само за бегалците кои бараат азил во Германија или Австрија. Граничниот премин за мигранти во близина на Гевгелија е отворен, но само за мигрантите кои се регистрирани со документ кој го добиле во Грција, а се гледа дека крајната дестинација им е Германија или Австрија. Тие можат да ја минат границата, пренесуваат грчките медиуми изори од македонската полиција. Мандатарот на хрватската влада Тихомир Орешковиќ денеска ги објави кандидатите за потпредседатели на владата и министрите кои утре треба да бидат одобрени од Саборот. Орешковиќ истакна дека разговарал со најмалку 60 кандидати, чии идеи ќе ги искористи како премиера, на граѓаните им се заблагодари на трпението за долготрајниот процес за формирање на владата. За прв потпредседател на владата е предложен председателот на Хрватската демократска заедница Томислав Карамарко, додека лидерот на МОСТ Божо Петров ќе биде потпредседател на владата. За министер за финансии е предложен Здравко Марич, менаџер во Агрокор, а за министер за надворешни работи и европски работи Миро Ковач од ХДЗ.